Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Господи, возвах к Тебе, услыши меня, во миг гласу моления моего, внегда возвати к Тебе. Да исправится молитва моя. Целта беше поканата на управниот одбор при храмот Рождество на Пресвета Богородица во Детройт од страна нормално пред се на митрополитот америчко-канадски господин Методи и од председателот и целата управа господин Душко Симјановски, кој по потекло од Тетово, да дојдам и да ја посетам таа црковна општина која што бележеше јубилеј 40 години од незиното основање. Значи, основање на црковна општина на нашите селеници таму во Детройт, кои што претежно се, да не претерам, 90% од тетовскиот регион во Детройт. Пев на јубилеот, мислам дека имаше и ваша екипа, која сето тоа го евидентира тамо. Значи, беше пред се обележан јубилеот со божествена литургија, која што начинуваше митрополитот америкоско-канадски Методи, нормално и јас. Сам тебе се дотешите во духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш. Ризница на добрини наш Господател, дојде всели се во нас и очисти нас и безвредност и спаси ги Бог нашите души. Сами небесните жители души истини, железни си, сия изпълняй съкровище благи, жизни податели преди се, ние чистини всякия съгрежни спаси, даже души наши. Сам тебе се дотешите во духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш. Ризница на добрини наш Господател, дојде всели се во нас и очисти нас и безвредност и спаси ги Бог нашите души. Благословени, Владико, благословен царство, на Отца и Сина и Святого Духа, сега и всекогаш, и во вечни векови. Во мир да се помолиме на Господа. Господи,
се мири за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времења, да се помолиме на Господа. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времења, да се помолиме на Господа. Наша Богородица и секојаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и силот на живот на Христа Бога да го предадеме. От царството Твое спомни, Господи, който е дошъл царството Твое, влажени се бедните продукт, защо ни от царството небесно, влажени са ми що плачат, защо те се утешат, влажени се котките, защо ти е насета земята, влажени се кладните жемните за правда, защо ти е се наситат, влажени се милостивите, защо ти е бидат помилувани, влажени се чистите по сърце, защо ти го видят Бога, влажени се миротворците, защо ти се наричат синови Божи, влажени се гонетите заради правда, защо ни има царството небесно, влажени се тие, които безсрамат, когато тебе пробват и когато ти говорят против вас, какви души спорото лажно заради мене. Радувайте се и веселите се, защо голема е вашата награда на небесата. Премудрост, разум. Благослови го, Владико, благовестител на светиот апостол и евангелист Лука. Бог помолитвете на светиот славен светлен апостол евангелист Лука, да ти даде зборна благовестно соборна сила и исполнување на евангелието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Премудрост простор да го изслушаме светото евангелие. Мир на сите. Ке се чита од светото евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Свято е жител свое, odloži
видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Син Божji, единороден, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, Бог вистински од Бога, вистински роден, несоздаден, едносушен со Отца, преку Него се стана. Заради нас луѓето и поради нашето спасение слезе од небото и со воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас по времето на Понтиј Пилат и пострада, и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото, се вознесе на небото и седи од десно на Отца. И пак ќе дојде со слава за да им суди на живите и мртвите, и царството Негово не ќе има крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој излегува од Отца, кого заедно со Отца и Сина прославиме и му се поклонуваме, и кој говорел преку пророците во една света, соборна и апостолска црква, исповедува едно крштевање за прошка на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Амин. Да застанеме добро, да стоиме со страх, да ти надаме, светиот Христос во мир да го принесеме. Сега повелете за напора неговото високопреосвещенство митрополит Тетовско Стивански да ви подели напора и върне и да забрава. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеянием
исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Возлияние руку моею, жертва вечерняя. Господи, возвах к Тебе, услыши меня. Во миг глазу моления моего, внегда возвати к Тебе. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Возлияние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устна моих. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Возлияние руку моею, жертва вечерняя. Не уклони сердце мое, словеса лукавствия, не пчелатели о грехе. Да исправится молитва моя, Отче наш, кој што си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ги простиме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосвещенеши, Владико святи, благослови. Христе Боже, благослови гледењето и пињето на Твоите чеда, зашто си свет сега и секогаш и во сите векови. Амин. Нека ни е честит празникот и за многу години служба.
гледате на црковниот живот на нашите селеници во Америка? Имате најверојатно безброј контакти? Но да, имав контакти. Денот кога служевме божествена литургија во храмот Рождествена Пресвета Богородица во Детройт, храмот беше претесен да ги собере нашите иселеници. Тоа говори дека таму живеат луѓе кои што си ја сакаат својата црква, си ја сакаат, значи, духовноста, духовниот живот. Знаете, духовниот живот не може да го мериме ние на кантар. Значи, не може да погледнеме на секој во срцето колку верува и како верува. Свештенството, владиката, свештенството, монаштвото и оној кој што треба да го разгорува тоа кандило на срцето кај секој верник. Верата не може да ја мериме, некогаш нели е силна, а некогаш опаѓа. Затоа треба секогаш постојано свештениците да бидат активни да разгоруваат верата на верниците. Она што можам да го констатирам во диаспората, значи она што тамо го видов од надлежниот владика, зборам на духовната страна, за владиката Методи, дека и отец Синиша Ристовски, кој што во потекло од Тетово, дека одлично работат на духовното поле за духовен живот на тоа население во таа епархија, која што е нормално специфична, сепак тоа е Америка, значи не може ние да дочекуваме тоа да биде Тетово или Битола или Прилеп или било како. Нашите селеници можам да кажам дека многу работат од сабајле до вечер. Ние сите средби ги имавме после 6 часот на вечер, затоа што луѓето работат. Видов дека нашите селеници се луѓе кои што ги почитуваат законите на таа држава, бидејќи нормално си ги почитували законите во нашата држава. Луѓе кои што се домаќини, даруваат за црквата и заслужуваат секаква пофалба и чест за она што тамо го постигнуваат. Драги браќа и сестри, драги пријатели и поддржувачи на оваа црква, добре дојдовте на 40-тиот јубилеен роден ден на нашиот свет храм. Добре дојдовте на овој 40-ти патронен празник на нашата црква, раѓање на Пресвета Богородица и нека ни е за многу години. На самиот почеток чест ми е да ве поздравам сите вас, драги гости, и да ви се заблагодарам за вашето присуство. А сега, почитувани гости, би сакала накратко да ви ја презентирам историјата на овој наш Божи храм. Македонскиот народ од секогаш ја негувал верата и традицијата, и секогаш, во било кое време, тешко или лесно за нашиот македонски народ, никогаш не била заборавена верата во Бога и љубовта кон Светата црква. Така и нашиот македонец, кога ја напуштал својата родна земја за подобро утре, на својата фамилија тој по некое време на прилагодување, сепак размислува и далеку од милата Македонија да направи црква, која секогаш ќе ги собере нашите верници и македонци, за да може да ја искажуваат својата љубов, еден кон друг, и таа дружба што била помеѓу нив да продолжи и тука. Така и тука пред 40 години нашите браќа направија иницијативен отпор кој се нафаќа да ја организира оваа наша црковна општина. По одржувањето на првиот состанок во 1974 година е побарен благослов од Светиот архиерейски синод за регистрирање на Македонската црква, раѓање на Пресвета Богородица. Потоа следната година, 1975-та, во државата Мичиген се регистрира Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица. Црковниот живот продолжува, најпрво преку изнајмување на цркви, а потоа со купување на своја црква на 14-та милја и Маут. Нашиот народ ја доби големата радост. Убавите моменти продолжуваат кога тоа кандилце запалено за Мајката Божја почнува се повеќе и повеќе да свети. Од тука се купува и црквата на 9-та милја и раја, каде духовниот живот се повеќе и повеќе напредува. Нашиот боголюбив народ и тогаш не престана со неговите активности и желби за еден ден и Детройт да светне како град кој е на врз планина и за кој би се гордеел секој македонец. Па така подоцна сплотени со љубов и верба во Бога, во 1993 година се купува ова прекрасно место на кое во 1998 година започна и изградбата на овој велелепен храм и неговата сала за свечености во која сме сите тука. А потоа за само 4 години во 2002 година да биде и осветен. Тоа е таа љубов меѓу сите нас, драги браќа и сестри, која ќе сплотила нашите предци и со истата таа љубов и верба во Бога да почнале од ништо за денес да имаме нешто. Напредокот продолжува и понатаму. Во годините кои изминуваат со отварање на разни секции,
селски друштва, како и организации во склоп на нашата црква. Денес, оваа црква е седишното на нашата епархија и со право го носи името епархиски катедрален храм. А за сето ова кое го спомнавте из годините, би сакала да ви кажам еден голем збор на сите вам кои сте присутни, исто и на браќата и сестрите кои не се тука, но и на оние кои веќе не се со нас на овој свет. Тој збор, драги браќа и сестри, е благодарен. Благодарен од нас за нас. Бидејќи нашите браќа и сестри ни го изградија ова богатство, нам ни останува само да го чуваме и негуваме македонското и духовното. Нека ние за многу години и да сме живи и здрави. А сега би сакала да му оставам микрофонот на господин Павле Саздов. Нека ни е за многу години денешниот голем христијански празник, раѓање на Пресвета Богородица, празникот со кој што почнуваат сите наши православни празници. А пред се би сакал искрено да се заблагодарам на организаторот на оваа прекрасна вечер, а управата на оваа наша прекрасна, преубава Македонска православна црква тука во Стерлинг Хајтс во Мичиген. Но исто така би сакал да се заблагодарам и на сите досегашни управи на самиот иницијативен одбор кои што макотрпно работеле изминати веќе 30 години да го изградат овој храм, овој наш македонски културен центар, а со тоа да им покажат на останатите дека сме тука, дека постоиме, да го зацртат нашето присуство на илјадници македонци во американското општество. Како што нашиот Бог Исус Христос немаше да дојде на нашиот свет без незината чистина, така и генерации македонци нема да имаат свој духовен дом, а да не бевте сите вие кои што со тоа низ годините го возможите. Како што Светиот Дух се вдахна во неа и го создаде нашиот Спасител, така и вие тука во Детройт, во Мичиген, го вдахнате духот на Македонија во срцето на американскиот континент. Овој ден представува тестамент за македонската упорност и издржливост да се биде сплотен, еден до друг братски, со голема почит и меѓусобно разбирање за сите предици со кои што се случуваат генерации и генерации и селеници овдека во Америка. Пред 40 години македонската миграција во Детройт реши да изгради оваа црква со надеж да имаат своје катче, своје место каде што сите заедно ќе се собираат, ќе прославуваат, ќе си помагаат еден со друг, ќе си ги женат момчињата и девојчињата и ги крштеваат своите внучиња. Ќе градат иднина и ќе пишуваат историја. Впрочем, како што и ние сме денеска собрани тука и ги уживаме сите оние благодети кои што генерации пред нас ги имаат оставено и нормално работиме макотрпно да ги одржиме, да ги наградиме истите. А постоењето на овој храм е исто така и тестамент за македонската духовност, за македонската верба во Бога и верба во нашиот Спасител Исус Христос и во Светото Писмо. Верба која што нашиот народ му помогнала да биде и да остане сплоден и неуништив и векови пред османлиите и по грчкиот холокауст и по сите светски војни и окупации и денес како Македонија се соочува со други предизвици. Вербата во Бога и почета кон црквата беа и ќе останат символ на македонската нација, символ на братската љубов едни кон други, на вековната борба за самостојност и државност. Уште еднаш сакам се заблагодарам на сите македонци, знајни и незнајни, кои што придонеле со својата макотрпна работа денес да сме овдека во Детройт, во Мичиген, во наша македонска православна црква, илјадници километри од Македонија, а сепак да се чувствуваме како дома. Со Божји благослов и негова помош да славиме уште 10 пати поволку. Да сте живи и здрави сите, Бог да ве благослови вас и вашите семејства, Бог да ги благослови нашите домови, сите македонци во целиот свет и да ни ја чува и варди нашата татковина Република Македонија. Благодарам. А сега ќе го оставам микрофонот на госпоѓа Елена Зарковска, конзул во Детройт. Црквата од секогаш ја представувала душата на македонскиот народ, кој пак сите своји материјални и интелектуални капацитети ги вложувал во незините темели, а секоја личност поотделно сите своји дарови ги принесувала за изградба и уредување на ваквите монументални споменици. Во нашата православна традиција, храмот представува духовна вертикала која што ни издигнува кон небесата. Тоа е простор каде што најсилно го чувствуваме присуството на Бога, место каде што ја потврдуваме нашата меѓусебна поврзаност, но и место каде што најчесто ја споделуваме и колективната меморија, при тоа присетувајќи се и за нашите предци. Токму тука ги совладуваме сите таги и неправди на овој свет,
Тука се крштеваме, се соединуваме со Бога, тука се венчаваме, а тука и последната станица на нашето земно патување. Поинаку речено, секој црковен храм е место каде што нашата љубов и слобода се вкрсуваат, место на благодарење за се што имаме во животот. Градејќи ги верските објекти, ние учествуваме и во сопствената изградба како здрави личности, но и како жив народен организам, со правилно вреднување и расудување, силни и слободни да се соочиме со сите животни предизвици. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на овој голем настан по повод одбележување на 40 години од основањето и изградбата на овој импозантен храм на македонците во диаспората. Денес, кога го одбележуваме овој голем ден, не можеме а да не си споменеме и да не им одадеме почит на сите донатори, ктитори, градители, добротвори и помагатели на оваа црква, во која што е вградена и изразена нивната длабока национална свест. Токму нивното дело е еден прекрасен пример за вкус, за умешност и за реализирана евангелска свест. Преку него гледаме дека се што е добро и убаво е од Бога, заради што пак тие најубавото и најдоброто повторно нему му го принеле како чин на љубов. Имајќи ги сите тие луѓе за пример, треба да знаеме дека ние денеска сме повикани да бидеме активни учесници во овој творечки процес, а не само пасивни наблюдувачи на минатото. Токму денешната генерација на македонци е обврзана не само да го сочува она што е оставено како културно наследство, туку според нашите можности и сили да се усовршиме и да се надоградиме на тоа минато. Само на тој начин ќе оправдаме довербата и достоинството кој што Бог ни ги подари тогаш кога не создаде како слободни човечки битија. Во мое лично име и во име на вработените во Генералниот конзулат на Република Македонија во Детройт би сакала да ве охрабрам да продолжите со сите иницијативи и активности кои значат зачувување и промовирање на македонскиот национален, верски и културен идентитет, како и промоција на државните интереси на Република Македонија, токму онака како што кажал еден од најголемите македонски револуционери Гоце Делчев, со труд и со постоjanство. Бидејќи тоа е силата со помош на која што човек станува највеличествен и при секоја иницијатива. Јас би сакала и да порачам нека постои обединувачки дух помеѓу нашите македонски здруженија, разликите решавајте ги со разговор и обединувањето нека ви биде крајната цел. Така обединети ќе бидете многу посилен и порелевантен фактор во местото каде што живеете и функционирате. Почитувани сонародници, на крајот би сакала да го честитам јубилеот. Се надевам дека од година во година оваа црковна општина ќе биде се побројна, посложна и обединета. И на самиот крај би сакала да споделам една убава вест со вас, една информација. Од пред само 3 дена Генералниот конзулат на Република Македонија во Детройт прими едно мощно престижно признание во вид на плакета од страна на раководните структури во Окланд Каунти, каде што и се наоѓаат просториите на Генералниот конзулат на Република Македонија во Детройт и од страна на конзуларниот кор на Мичиген за особени заслуги во промоција на Република Македонија, незините културни вредности и историски богатства. Јас посакувам од година во година да ни се множат ваквите признанија, не само за конзулатот, за црквата, туку и за секој македонец поотделно. Ве поздравувам уште еднаш сите оние кои што сте присутни вечерва на овој собир. Нека ни е вечна Македонската православна црква Охридска архиепископија, со тоа и овој црковен храм. Нека ни е вечна Република Македонија, да сте сите живи и здрави и да се гледаме уште многу пати на вакви средби. Ви благодарам. Сега го поканувам и председателот на нашата црква, господин Душко Симјановски. Маја ни даде една кратка историја за црквава, ама ја би сакал да почнем од почеток. Кај што имало комисија, се формирало да се формира црква. И меѓу тие са со нас вечерно. Би сакал да ги спомним. Вангел Колевски, извини, Душко Срединовски, Андреја Митрович, Славе Нивички,
Веселин Кировски, Джан Кристо, Ник Најдович. Меѓу тие што ги спомнав, Душко Синединовски би бил прв председател на оваа црква. И како прв куп на оваа црква, Сребрен Пердуловски. Историјава наша почнала во 74-та година. Едниот дел го памтим како дете, што цело време сум во оваа црква. Памтим на 14-та мајла, кај што црквата била у гаража во место. Памтим на 9-та мајла каква црква смо имале. Памтим исто кога се преселивме овде од 2002 година. Исто памтим најново од 2012 година, кај што голем чест станав по катедрал на нашава епархија. Би сакал исто да ги спомним меѓу нас што целите 40 години се труда да стигнемо до кај што смо денес. Меѓу нив се Цветан Марковски, денеска исто го видов Владо Стамевски, Перо Петровски, нашиот кум Владо Стевановски. Исто се пазимо вие како управа, кај што сваки што дарува од црква, некој дел го градил од црквата. А има меѓу нас кај што стварно фамилија остајле, па да ја града црквава да стигнемо до кај што се. Покојни кој би сакал да ги поспомним. Прв меѓу нив Крисник, Славко Гавровски, Илија Видоевски, Владо Пашариков, кој беше председател на инициативата да се формира за црква, Совче Јовановски, Мишко Васовски и сега најбрзо Васил Василевски. Исто меѓу нас има. Едно е да веруваш у едно, друго е стварно да се покажеш хирој. Меѓу нас има стварно хирој кој у најтешките моменти станаја да поможат црква. Има меѓу нас што има куќите подпишани гарантор за овие цркви што смо ги градели. Многу благодарност на нив. Исто, до сега свештеници. Оваа црква имало 8 за овие 40 години. Со колегите стално се расправамо која нација е најуспешна во Америка. Ортаците мои се све италијанци и увек се фала доке стигнале и што се. И јас стално треба да ги седнем и да им кажем, они што стигнале за 6 генерации, вие сте стигнале за една. Меѓу нас, за првата генерација македонци што сме овде, имамо у сваки занат, у свака професија, у свака работа, на најголемите места, ние сме. И за тоа треба благодарност на тие што биде пред нас. И на крај би сакал да им благодарам на црквите. Имамо дојдени гости од Свети Климент Торонто, Свети Илија Бисисанга и од комшијаве наши Свети Ѓорѓи Кратовски. Ви благодарам што сте денеска со нас на оваа православа. Спомнав, кај имавмо најголеми муки, увек има некој од нас да дојде да не поможе. Последнава година имавмо големи муки околу исплата на кредитот со Comerica Bank. И целото време прошлава година се трудимо да се разделимо со банката. Барем дуго ќе го платимо, а да не трае виш 5 години. Со тоа не поможа четворица. Би сакал вечерва да им даjem по нешто благодатница од нас и би ги замолил да дојда пред бина.
Анđelko Станевски. Vladimir Stevanovski. Вечерва не са со нас, ама без нив не би можеле да ги исплатимо Comerica Bank. Исто би сакал да ги спомнам Драган Стефановски и Васко Стефановски. Стефановски истина, отпрат. Васко Стефановски, а Драган Стефановски. А сега го поканувам неговото високо преосвещенство, господин Јосиф, за да истъпи на вината. Може ли македонската православна душа да не се радува денес? Може ли денес да не се весели македонското православно срце? Има ли поголема радост и посилна веселба од радоста и веселбата во Господа? Да му благодариме на Господа што ти ја дарува ова денешна радост и денешната веселба и што ни го дарува овој голем ден. Со овие зборови ви собрати нашиот блаженейши архиепископ Охридски македонски господин Стефан пред 20 години овде во Детройт, откако се случи боголюбивото и родолюбиво дело осветувањето на овој храм. Ви ги пренесувам неговите благослови и честитки по повод овој голем јубилеј денеска. Вие, браќи и сестри, сте направиле големо чудо. Ова чудо, овој свет храм, посветен на раѓањето на Пресвета Богородица, е вашето место дом, заеднички дом, најдобар дом, дом до вашиот дом, дом што ве поврзува и со вашето прадедовско огниште преку барата, што ве поврзува со песна и сором македонски, со радоста и тагата на нашите браќа и сестри. Ова е место каде што се случуваат најзначајните настани во животот на секој. И крштевањето, и погребувањето, и покајувањето, и исповедувањето, и пречистувањето, и помирувањето, и кумувањето, и зврдинувањето. Само овде, во овој храм, можеме вистински да бидеме блиски и со луѓето, и со Бога. Затоа често го поставувам прашањето, што ќе останеше од нас како народ, ако не ни беше црквата да не чува? Што ќе беше од нас како народ, ако ја немавме црквата, да не собере овде и насекаде во светот? Навистина се уверивме сите дека само со своја црква, само својата црква е вистинска мајка која ги чува своите чеда од грабнувањето и ограбувањето. И се што не му дава мир на нашиот човек и на нашите заедници. Многу сме пострадали како народ, не само таму во татковината, туку страдавте и вие овде, притиснати од современите ограбувачи, кои сакаат да ве разнебитат. Но силата и надежта наша се во Господа и во единството. Бидете единствени, бидете искрени во македонското дело, не се заборавајте самите, не ги заборавајте вашите роднини и пријатели, вашите соработници во родната земја, нашата Македонија. Ви ги принесувам најтоплите поздрави од тетовчани и гостиварци, на сите од Тешок, од Јанчисте, од Јегуновце, од Жилче и од Теарце, од Вратница, од Беловиште, од Непроштано, од Старосело и Рогачево, од Прелюбиште и од секаде на тој напатен народ наш, толку убав и живописен крај, а толку напатен и страдален. Но ако бидеме верни, ќе даде Господ сили и со што са како народ не смислите накрај, ќе излеземе и со современите искушенија. Ќе го вратиме достоинството и честа на тоа парче македонска земја, а како? Само ако се држиме заедно и го правиме тоа што не одржува.
му благодарам на неговото високо преосвещенство митрополитот на Американско-канадски господин Методи, како и на свештенството, особено на членовите на црковната управа, за поканата да се радуваме и да чествуваме еден голем юбилеј како овој денеска. Нека е честите вечна на свеченоста, Господ Бог и неговата мајка Пресвета Богородица, нека ги запишат во книгата на вечноста имињата на сите градители и ктитори, помагачи и дарители и нивните семејства, на сите што се вградија во ова македонско дело. Нека е за многу години. Амин. Следните неколку минути се резервирани за неговото високо преосвещенство Методи, Американско-канадски митрополит. Поведете. Свещенство, почитувани отци, Ваши екселенции, почитувани браќа и сестри, членови на нашата црква, славените 40-тиот юбилеј од постоењето на духовно огниште на северноамериканскиот континент. Да се биде 4 децении присутен во далеко од татковината, значи не само да се биде истраен, да се биде издржлив. Тоа значи да се има визија, да се има идеја како македонскиот дух, македонската вера да се пренесе далеко од татковината и да се негува и да живее токму како да сме дома. Ги слушаме да зборувате дека оваа црква е вистински наш заеднички дом и тоа е токму така. Дом во кој што се случуваат најважните работи во нашиот живот. На светата литургија денес имавме прекрасна молитвена можност заедно во сослужение со братот архиереј Јосиф да служиме. Спомнавме заеднички во еден дух имињата на сите ктитори, украсители, градители, помагачи, пејачи на овој свет храм и тоа не го правиме на секоја литургија. Причината за тоа е постојано да се спомнуваме за тие кои што го почна ова дело и ни го оставија нам и не обврза ова значајно дело да го пренесеме на идните генерации. Денес кога прославуваме 40 години од постоењето на овој храм, треба подеднакво да размислуваме што се случи до сега, меѓутоа уште повеќе за тоа што треба од сега натаму да се случува, за овие 40 години да бидат само еден мал сегмент од историјата на обстојувањето на ова црква, а тоа значи пред се нова црковна заедница, на тој собор на живи и конкретни личности кои што се собраа заедно да го служат на Бога и да се љубат заради Бога. Слушајќи ги зборовите на моите претходни соговорници за историјата, за значењето, за смислата, за философијата на постоењето на оваа црква тука, ми стануваат појасни зборовите на еден голем мислител, рускиот писател Фјодор Михајлович Достоевски. А неговата мисла е токму оваа: убавината ќе го спаси светот. Гледајќи го овој храм и сето ова што е изградено и украсено околу него, уште потврсто верувам дека навистина убавината ќе го спаси светот. Нека ни е честито и за многу години. Благослови, Владико! Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Рождество Твое, Богородице, Дево, радост озвести се вселене и себе возвосија сонце прати Христос Бог наш и разруши клятву даде благословени.
помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови големот и виното за Твоя свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. И го принесуваме дар, Христе Боже, во слава и чест на пресветата Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, прими во Твојот свет на Тебе светки мислове жртвени, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Святи мучениci, že dobre stradalčestvovavše i venčavše sja, molite jako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebe, Hriste Bože, apostolo pohvalo, mučenikom radovanje, i že propove Trojica jedinosušnaja, Isaije likuj njeva i njevočnele, i rodi Sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, Bostvog imja jemu, Jegože veličajušte djevo, ublažaje. Благословение Христос среди нас е и те биде. Помилуй не Боже, по Твоята голема милост и се молиме, чуй не и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на Божите чеда во годинешните кумови, Владо и Ирена, со нивната фамилија, Раде и Сонја, Аспен, Тейлор, Драган, Илин, Алек, Николас, Лукас, Лола. Господи, дарувай им телесно здравие, духовно спасение, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Премудрост. О молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй не. Амин. И те честите благословен Христос вас. Македонска православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, Стерлинг Хајц, Мичиген, доделува благодарница за Владимир и Ирина Стевановски од село Рогачево. Удостоени од Господа да го примат кумството по повод патрониот празник на нашата црква, раѓање на Пресвета Богородица, црковната управа заедно со парохиските свештеници им изразуваат длабока благодарност за искажаната верност кон нашата света црква и нашите македонски обичаи. Со возвишена молитвеност ви посакуваме божествен мир, долг живот и напредок во вашето семејство. За црквата раѓање на Пресвета Богородица, председател Душко Симјановски, секретар Синиша Младеновски, благеник Љубиша Ристовски, како и двајцата парохиски свештеници, протерей Синиша Ристовски и презвитер Антонije Поповски. Честито и од Бога благословено. Сега да ја кажеме и молитвата пред вечер. Отче наш, кој што си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ги простиаме и ние на нашите должници, и не во види во искушение, но избави не од лукавија. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј.
Високо преосвященейши владико, святи благослови. Боже, благослови го единието и пињето на Твоите чеда, умножи го овој дом, во оваа земја и во сиот свет, сега и секогаш и во вечни векови. Сега се разбира, треба да го избереме кумот, а исто така, за да вечераме побрзо, да го најдеме кумот, па потоа и да се навечераме. Како и секоја година, така и ова, значи почнуваме со лицитација. Секој кој што сака може да понуди од своето, нешто кој што Бог ќе го даде. Еве го нашиот брат Ванчо, 4.000 $, 4.000 $, Ванчо Божидовски. $5.000 Лидија Стефановски подарува за кумството. И од ваму ќе се вртиме и од ваму. Спремни сме и до 100.000 да одиме, нема проблем. Ако треба и нема да вечераме. Ќе им дадеме на гостиот, само и толку. $5.000 за кумството, за црквата раѓање на Пресвета Богородица подарува Господјата. Мислам дека треба најмалце до 10.000 да отидеме заради доброто на нашата света црква. 6.000 $, подарува господинот Мирослав Евковски. Господинот там беов за кум на црквата раѓање на Пресвета Богородица. $8.000 подарува господинот Мирослав Евковски за кум на раѓање на Пресвета Богородица. Браво, Мире! $8.000 од Мире Мирослав со неговата сопруга Бранкица и нивното семејство, кои што исто така беа пред неколку години кумови на нашата црква и верувам дека и Бог може да ги удостои оваа година да бидат кумови. $8.000 од господинот Мирослав Евковски. $8.000 за прв пат, $8.000 за втор пат, $8.000 за трет пат. Честито и од Бога благословен. Нашиот председател на управниот одбор, господинот Душко Симјановски, да ја пресече родендинската торта и ви поканувам, драги браќа и сестри, сите заедно да запееме Happy Birthday.
Имаше свечен прием во салата, председателот на управниот одбор господин Душко Симјановски се обрати, заблагодари на сите досегашни председатели, сите оние кои што учествувале во таа црковна општина, изградбата на црквата на Пресвета Богородица, која што е прекрасна на вистина, и храм пример за сите храмови во Детройт. Значи имаме црква која што нашите селеници направиле храм пример и на српската, и на грчката, и на бугарската црква која што таму се наоѓа. Нашата црква, можам да кажам дека е една од најголемите цркви во диаспората, значи зборам за Македонската православна црква, која што нашите селеници ја направиле таму и заслужуваат една голема пофалба за тоа дело што таму го направиле. Инаку во мојата 15-дневна средба престој во Детройт, остварив средба со скоро сите, значи, да кажам, наши тетовци од селата, значи, и со Лешочани, и со Туденчани, и со Вратничани, и со представници Старо село, значи, многу села имаше, кои што, но на крај направивме една средба, наречена полошка средба, кај што дојдова буквално сите луѓе. Нашите селеници побараа да поставуваат прашања на мене како надлежен владика. Кои беа тие нормално тоа го дозволив. Прашањата беа многу слични со вашите прашања, да кажам. Значи се интересира за изградба на нова капела, гробните места, нова црква во Тетово. Потоа има прашања за нивните матични села. Туденчани се интересира до каде е изградбата на манастирот во Туденце. Лешочани се интересира за црквата, дали е целосно реновирана. Тие наши селеници кои што буквално дошле од 10 на 15 години овдека, ги информирав дека манастирската црква Свети Танаси е целосно обновена. Одредени лешочани прашува дали е патот од главниот пат до Лешок направен, ги информирав дека тоа е завршено. Беа навистина стрикни, веќе стариот пат, знаете, беше во лоша состојба. Значи тоа воглавно беа прашањата. Вратничани многу се интересира околу спорот, хидроцентралата. Јас им одговорив дека мојот став можам повторно само да го пренесам, бејќи јас таму патував како гостин, владика на друг надлежен владика што си е таму, но јас ја разбирам нивната болка, нивниот проблем. Им реков дека само можам да пренесам став од вратничани, но не можам, нели, не сум на позиција. Им реков нормално да соберат петиција, тоа да го достават до конзуларното оделение на Република Македонија во Детройт. Сепак конзулатот е тој кој што е линкот со нашата држава, со нашата влада, и таа петиција да биде доставена до крајната адреса, значи до владата, и владата сигурно ќе им одговори во писмена форма на вратничани зашто всушност станува збори, за какви хидроцентрали планира државата да прави таму. Веќе сепак јас сум ја појдов, пак ќе кажам, за духовната страна на нашето население. Дали најавите групна крштевка за затврстување на таа духовност? Така, да. Јас како владика ова една година веќе имав значи групна крштевка во Лешок, во Јагуновце, и последната беше тука во храмот Свети Кирил и Методи. Тие групни крштевки ќе продолжат и понатаму за оние луѓе кои што нормално немаат средства, ако проблем се средствата, иако лично сметам дека во Тетовско-гостиварската епархија сите свештеници кои што јас ги знам, нема свештеник кој што би вратил верник, барем сигурно Белким не грешам, инако ќе бидам многу разочаран доколку слушнам некој свештеник да врати човек кој што ќе му дојде че не сум крстен, а немам пари да се крстам, дали ќе ме крстите без пари. Мислам дека нема свештеник што ќе би ги вратил. Доколку има и доколку се случило такво нешто, еве јавно кажувам да ми кажат како на владика нашите верници дека некој свештеник ги вратил, значи
човек кој што нема да не биде крстен. Бидејќи тоа навистина многу ќе ме разочара ако некој свечник такво нешто направил. Но сега за сега тврдам дека таков свечник во нашата епархија нема. Добро вечер на сите. Чест ми е. Вие сигурно знаете сите кој е меѓу нас, меѓутоа чест ми е да го представам неговото високо преосвещенство, митрополит, владика Шадовско-Гостиварски, господин Јосип. После вечерата ќе имате прилика, секој кој што има прашање, после неговото зборување, односно поздравување на нас сите од негова страна, ќе имате прилика да поставувате прашање. Поведете. Добро вечер на сите. Ви благодарам на поканата, иницијативата на оваа средба, сите да се видиме. Иако со поголемиот дел од вас веќе остваривме и средби, навистина средби кои што ќе останат запамтени целиот мој живот. Знаете, јас сум митрополит Тетовско-Гостиварски, најмлад член на Синодот на Македонската православна црква. Помлад не може, на 30 години бев избран, таков е канонот, значи денот на избор владиката не смее да е помлад од 30 години. Значи станав митрополит, можеби на истите години кога стана и блажено покојниот митрополит Кирил, кој што сигурно повеќе од вас лично го знаете. Најмлад, но се надевам само на Божјата помош и на неговата подкрепа, дека Господ ми дава сили и мудрост да раководам со епархијата која што Бог и Синодот на Македонската православна црква ми ја довери. Епархијата, многумина од вас ја знаете, Тетово и Гостивар, ја опаќа диецезата и границата меѓу Тетово, Гостивар, Маврово и Шапка. Најмала епархија во Македонската православна црква, но епархија која што можеме сите да констатираме заеднички дека е маченичка епархија, епархија која што го носи крстот на Македонската православна црква, да не ги набројуваме искушенијата и раните, иако се од 2001 година, но се уште сведочат тие рани што се случи во Тетово и околу Тетово. Да го спомнеме Лешок како манастир, на што се случи и така натаму, да не ги навраќаме спомените, затоа што навистина тие рани печат. Треба да ги залечиме, многу од раните се залечени, благодарение на Бога, но ни престои уште многу, да кажам така, во позитивна смисла, битка, да Тетово да добие многу она што го заслужува да го добие. Знаете дека отворивме прашање за изградба на нов храм во новиот дел на Тетово, за нова капела во Тетово и Гостивар, градска капела нормално, за нови градски гробишта во Тетово, бидејќи тоа е сериозен проблем на тетовци, знаете, по тројца до четворица веќе се закупуваат во гробовите.
но се надевам дека заедно со локалната власт, самоуправа на Тетово сега, ќе најдеме заеднички сили и за тоа прашање на тетовци да го решиме, кој што е долгогодишно прашање и долгогодишен проблем и искушение на Тетово. Така во кратки црти мислам јас се представив. Уште еднаш ќе заблагодарам за поканата на оваа средба. Радост и чест ми беше што се сретнав со сите вас и поотделно. Ќе ги принесам барањата на сите оние кои што се сретнав, донаму каде што треба да се пренесат и се надевам ќе најдеме заеднички решавање на сите проблеми кои што ги имаме таму. Аз знам дека вас како жители од тие краишта, вас нормално, така да кажам, ве боли за вашиот роден град, вашите родни села и се надевам дека ќе најдеме решение за сите проблеми кои што тамо се соочуваме на терен. Уште еднаш благодарам за поканата и се надевам дека ќе се најдеме. Затоа што ако имаме капела, мораме да имаме и гробиште. Ето се соочува со проблемот. Јас со градоначалничката веќе имам остварено 2 средби. Значи,